Што опфаќа Европскиот закон за безбедност на храна, кои се основните принципи на Кодекс Алиментариус и меѓународниот стандард ХАСАП и како да се спроведат истите, но и да се познава интегрираниот пристап од фарма до маса, беа дел од темите на семинарот за стандардизација на безбедност на храна и амбалажа кој се одржа во Битола. Денеска објавуваме две директиви и една регулатура што се однесуваат за храна, за производи за храна, за хазард анализис, и останати системи кои што се однесуваат на безбедност на храна. Со ова, значи, сакаме да зголемиме свесноста на производителите на Република Македонија како своите производи да ги пуштат на европскиот пазар. Експерти од Шпанија ги презентира европските искуства како до полесен пристап на европскиот пазар. Овој семинар е за храна и пакување на храна, но е поврзан со еден поголем проект финансиран од Европската Унија, кој е поврзан со главната цел на Институтот за стандардизација на Република Македонија за подобрување на активностите на Институтот за сертификација и стандардизација. ИПА е инструмент за предпристапна помош што покажува добри сигнали дека со негова имплементација во иднина кога Република Македонија би станала членка на Европската Унија, нема да постојат бариери за пристап до европските пазари. Лесно е, потребен е труд, но решението кое ќе се постигне со воведувањето на овој стандард ќе биде од големо значење во насока на подобро пласирање на производи на пазарот на сигурни производи. Дополнително има и други стандарди кои би помогнале во пласирањето на производи на глобалниот пазар, како во границите на Европската Унија, така и надвор од неа. Стандардизацијата е неопходна алатка за подобрување на трговијата, поттикнување на иновациите, креирање на услови за успешен развој на компаниите и за создавање на квалитетни производи и услуги. А ваквиот тип на семинари и обуки е потребен за сегашните и идни генерации на директори и инженери предприемачи, кои треба да бидат запознаени со инфраструктурата за квалитет, како да ги применуваат стандардите, како да учествуваат во процесот на нивна подготовка и како да ја вклучат стандардизацијата во нивните идни проекти и компании.